Она што малкумина го знаеле за новата прва дама на Америка, Меланија Трамп, е дека има југословенско потекло, односно незината родна земја е Словенија. За титулата прва дама на Америка може да и се заблагодари на една случајна средба од 1987 година. Си отев од модна ревија во Љубљана и ја видов пред зградата. Веројатно чекаше некоја пријателка, раскажал словеничкиот фотограф Стане Јерко. Ја забележав, бидејќи беше висока и слаба, и придов и предложив пробно фотографирање. Тоа биле црно-бели фотографии направени кога Меланија се уште го носела презимето Кнавс и имала само 17 години. Ова биле првите фотографии кои отвориле пат кон незината светска манекенска кариера. Работните ангажмани ја однесоа и до Милано и Њујорк, каде на една забава во 1998 година се сретна со Доналд Трамп. Таа во тој период била дел од Трамп модел менеджмент. Нивната врска пред медиумите ја официализираа 6 години по нивната прва средба. Во 2004 година тие се свршија, а веќе следната година се венчаа во Палм Бич. Меланија на свадбената свеченост носела венчаница со потпис на Џон Галијано, вредна $200,000. Една година подоцна, таа на свет го донесе нивниот син, барон Вилијам Трамп, кој таа многу често милува да го нарече Мини Трамп. Животот кој Меланија го има како сопруга на американскиот мултимилиардер е далеку од незините скромни корени во Словенија. Медиумите истражувале и дознале дека Меланија потекнува од градчето Севница во југоисточниот дел на Словенија, каде Меланија пораснала. Мештаните раскажувале дека незиниот татко продавал автомобилски делови, а мајка ѝ работела како шивачка во фабрика за детска облека. Родителите на сега веќе првата дама на Америка и понатаму живеат во семејната куќа во градчето Севница, каде живее и нивната друга ќерка Инес. Медиумите пишуваат дека таа била примерна ученичка, односно била заинтересирана за уметност, историја и географија. Сакаше убава облека и знаеше како да ја носи. Беше одлична во освежувањето стари работи. Ми беше јасно дека ќе работи во модната индустрија, иако никогаш немаше кажано дека сака да биде модел, изјавил близок извор до Меланија. Со манекенство почнала да се занимава откако ја освоила титулата прва придружничка на Мис Словенија во 1992 година во Љубљана. Меланија студирала дизајн и архитектура на Универзитетот во Љубљана. Таа е и познавач на 5 јазици – словенски, српски, англиски, француски и германски. Меланија не е само до Трамп да го краси. Таа има и свој бизнис – дизајнира накид. Со овој бизнис започнала во 2010 година, а потоа започнала да работи и на козметички линии. Новиот американски претседател Доналд Трамп зад себе има 2 брака, а пред тој по трет пат да го каже судбоносното да, стана татко на 4 деца. Меланија беше до сопругот кога минатата година во њујоршката Трамп кула тој објави дека ќе се кандидира за претседател, но од тогаш па речиси до самиот крај на кампањата, Меланија се тргна настрана и ретко доаѓаше на неговите собири. Го заштити сопругот кога беше пуштена видео снимката на која тој зборува непристојно за жените. Многумина на тема прва дама на Америка се пошегуваа, па и објективно Меланија е посимпатична како прва дама, отколку Бил Клинтон. Не се сомневаме дека одлично ќе се снајде како прва дама, ако ништо друго, барем што и да направи, ќе биде со стил.